Добро вечер и љубов сон на некои, драги пријатели, сакувам. Вечерва повторно ќе анализира глобална политичка сцена. Домашната не сакам да анализирам, да не бидам погрешно разбран, особено оно што се случи во градот кој потекнал. Не сум си роден во младост се појно во Кочни. Затоа најпаметно ми е во моментот да анализирам само глобалната политичка сцена, која што видов се во наслов, Зеленски му помага на Путин да денификува, мислам, разоружа Европа, а Трамп го влече за нос. Денификација, како сакате кажете. Ова ќе го подкрепам со многу мои анализи. Ја во многу мои анализи, ако ме следите редовно, значи треба на YouTube да притиснете на копи за subscribe или претплати се, бесплатна е. И ако ми се допаѓа анализата, да ставите лайк, или пак да ме следите на Instagram и TikTok. Ја уште од почетокот кажав дека Зеленски работи, или поточно, човек е на Владимир Путин, иако во моментот може би се на две случаја. Он е по потекло евреин од Криви Рог, самиот кажува дека не знае украински, дека мајчиниот јазик нормално еврејски му е, но му бил рускиот, и кој ќе гледате негови изјави, кој ќе се обиде да зборува на украински, се гледа како кај нас, да не сватат погрешно постарите албанци и ромите кои ќе се обидат да зборуваат македонски. Што сакам да ви кажам? Зеленски многу пати кажал дека стана председател на Украина благодарение на руските гласови, поточно на гласовите на русите кои живеат во Украина, особено во Долбас, Донецка, Луганска, Херсонска област и така натаму, па и Харковска, Одеса. Он уште интересно као глумец имаше ја представител. Значи не е случайно, подготвување, но некој ако ти помогне да на власт, треба да враќаш. Значи главната цел која прва беше задача на Зеленски, да ги испразни магазините на НАТО членките. Добро знаеме дека и од кај нас отидоа и тинковите и суховите за Украина. Тоа многу европски земји направија, стана без оружје, а тоа го направи и од друга страна, па добро беше за Америка за САД, за да можат утре да ги продават оружје на Европа па и на нас. Но што прави во моментот Трамп и Владимир Путин се договарат за денификација на Европа, поточно кажано за растворување на НАТО. Како тоа? Како, мислимо, продам ви кои се мои аргументи. Трамп кој бараше во минатиот мандат, значи овој, НАТО членките да плаќат за сигурност или поточно за заштита на Америка по 2%, се качи на 5, знаејќи дека до ниједна држава не ќе може, освен може до некаде Германија. Франција е надмина задолженоста и малку комично беше изјавата на Макрон, кој Лавро го нарече Микрон, кој кажа дека чадорот, што нуклеарниот чадор што Америка требаше да држи врз Европа, ќе го преземе Франција, кој има некаде 200-290 глави нуклеар, нема да се збор, а Русија има некаде околу 1700. И така натаму. Значи, главна цел е прво беше денификација на Украина. Како го прави тоа Зеленски? Прво, со најелитните единици започна да влезе во Курската област, кој беше намерно пуштен од Русија. Зашто намерно? Бидејќи во Курската област, он ги праќа најелитните единици на Украина, каде се челкат
Само до сега има некои бари околу 100.000 загинати и ранети. Наци думи се само загинати војници од елитната единица и потеници кои бегаат почнуваат моралот да се губи. Сега што прави? По некоја ракета Путин ќе дозволи да поточно дрон да влета во Украина. Русија да покаже дека овој не го почитува примирието. Тоа е за мене договор. А во меѓувреме Трамп го влече за нос. Кој беше во Вашингтон направи комедија. Трамп јавно викна и телевизијски екипи, камери да го снимат сето тоа. Трамп тогаш му понуди да потпише договор за Америка и САД да ги користи суровините или ретките метали што Украина ги поседува, но не знам како ги користи, кога тие ретки метали се од дел што Русија веќе си ги припитува со 4 дела, поточно се наоѓаат се во Донбас или Лугански Донецк, Херсонската област и Запорожје. Главната понатаму што треба Зеленски да прави, тоа ќе прави. Он одвлекува сили, значи, кон Белоград, тоа е мала област, Белоградската област и Курската, со што ги ослободува сили или војници, се ветерани во Харковската област, че Харков полека треба да падне. Јас се убаво кажувам мои анализи, дека не паднат Харков, Николај, Одеса, војната нема да запре, на крајот Киев ќе се приклучи, значи Русија не е воопшто интересира западна Украина, тоа е Галиција и Лаов, и не случајно и Европа на тоа планираше. Она до Лаов изгради посебни шини европски, бидејќи Украина и Русија имат други шини, поради многу работи. Самите украинци почна да прават дронови своји, так и моторни безпилотни летана, подводни и надводни дронови. Ја можам слободно да кажам дека Европа најсилна војска имаше во Украина. Иако Турција смета за силна, но не може со украинците, зашто Украина са половина Русија, тоа е руски менталитет, она била и руска територија, дел на СССР, никош не бил, дека Хрушчов 56 мислам го подарил, го земал од Русија. Значи, тоа ја ова сметам повеќе во граѓанска војна, иако тука се многу платеници. Значи, главна цела беше празење на муниците на НАТО, сега и на Европа, и треба многу фино ги остапи на Европа проблемот со Украина. Важно му беше до некаде бар да облажи односите меѓу Русија и Кина. Значи, САД се подготвила за војна со Кина и ќе направи многу отстапи Русија да не се меша во таа војна. А дали е САД подготвен, тоа е друго прашање. И што прави сега Зеленски? Значи, главна цел е да ги вовлече Франција, Велика Британија, да преиспитат сили, а тоа не самотни, тие дали една недела би држале. Он беше кој викаше, ако Украина падне, ќе падне цела Европа, Зеленски, бидејќи таа војска беше подготвена од НАТО, што до 2014 навака и пред тоа. Значи, конфликтот не е од сега, конфликтот е од 2006 година, па наваму. Значи, главната цел е денификација на Украина, кој Зеленски добро му асистира на Путин, али не само тоа, идентификација на Европа, на која тоа му одговара и на САД. Европа да освои само, значи НАТО би дошло до еден распад. Европа веќе немаме реална сила, ниту е Велика Британија, ниту е пак Франција. Интересно, играта на Зеленски,
Он беше рекол Вашингтон направи една комедија со Трамп, не го подпиша тоа за искористување на минералите, за оние наводно рече дека само 70 милиарди стасале во Украина, но тоа го смета како помош и каже на Трамп, тоа не го сметаме како долг и дека треба да ги дадеме нашите минерали. Значи влечење за нос и не случајно затоа сад сака да го прибави Гренланд и обиди за Канада, но дали ќе се тоа, тоа ќе видиме. Значи, Зеленски до крајот мора да даде и улогата, не случајно Путин, поточно Руската Федерација, постои услов за да има нови претседателски избори во Украина или да се формира влада која би можела да разговара со нив. Значи, Зеленски не го прифаќа како партнер, тоа е еден договор, интересен период е, но тоа може и да ескалира. Европа, ако не се пази, ја си препорачувам да не се праќат војници. И тоа не е наш интерес и Украина не е дел од НАТО. Една работа. А втора работа, порека се пали и Блискиот Исток, потоа што Израел прави грешка, но тоа во некоја друга прилика. Само да напомнам дека деновиве, во изминатите денови, имаше вежба на Иран, Кина и Русија. Значи, заедничка поморска вежба, мислам дека беше. Значи, тоа е новата осовина, карши НАТО, дека може да се додаде Северна Кореја, која е нуклеарна земја. Драги пратија, толку беше за оваа анализа. Ќе следеме настаните и понатаму, но Зеленски веројатно треба да дојде не еден, 3 ордена од Руската Федерација, одлично игра за сега улогата, особено со одлекување на бројните војници и елитната, па и од неговата елита и полиција се ја намали и границата која може да се служи војска или да се мобилизираат на 18 години, значи те се практички, и да се праќаат ко топовско место. Драги пријатели, уште еднаш ви посакувам добра ноќ, убав ден што ни предстои и ќе повторам што сака да ги следат моите анализи. Треба да приснат на копишта преплатци или сутре, бесплатно е, че на YouTube, и може да ме следат и на како и на Instagram и на TikTok. Ви посакувам добар сон, со создателот напред. Македонија пред се.